Секој 10 има некаков проблем со бубрезите, а тенденцијата е се полоша поради што лекарите сметаат дека во практика тоа е тивката пандемија на 21 век. Предвидувањата се дека до 2040 година ќе стане една од 5 водички причини за смрт. Кај бубрезите доминираат 3 типа на заболување. Најчест тип на заболување е бубрежната калкулоза, исто така и бубрежните инфекции и најредок меѓу тоа и најопасен е малигните заболувања на бубрезите. Станува збор за витални органи, каде луѓето најмногу грешат и како да се заштитиме. Луѓето најмногу грешат што занемаруваат дел од симптомите. Значи лесни болки ги третираат сами, исто така голема грешка е недоволната хидрација, значи недоволно пиење на течности, се знае, значи на секој 25 кг телесна тежина се пие по 1 литро вода и тоа во нормални временски услови. Да не зборуваме кога станува збор за лето, за високи температури и така натаму. Несоодветната исхрана и во голем дел влијание за бубрежните заболувања има и надворешната околина. Во Македонија повеќе од 1600 се на дијализа, а 160 се на листата за трансплантација. Што значат овие бројки? Овие бројки делумно се резултат на несоодветната и недоволно регулирана законска регулатива за трансплантацијата на бубрек. Се уште доминираат трансплантациите од жив дарител, значи регулативата налага да станува збор за близок роднина и во последно време во голем напредок е и кадаверичната трансплантација, но сепак потребни се дополнителни законски решенија и дополнително подигање на свеста и здравствената култура кај целото население. Утре се одбележува Светскиот ден на бубрезите. Која е пораката? Стандардна редовни контроли, соодветен начин, соодветна исхрана, консумирање на доволно количество на вода и течности,